Ако се сеќавате, значи оваа табела не е од никого од тука не е направена. Меѓутоа поставив прашање еднаш што беше криво наместено во оваа табела. Што беше погрешно? Па ја детектиравме втората смрт како погрешно наместена. Имаме уште нешто што не би го нарекол погрешно наместено, меѓутоа ќе видите за што станува збор. До сега проучувавме за почетната, најлевата тема од табелата. Тоа беше пред 3 саботи и пред 2 саботи, како продолжение. Жешки, млаки и студени. Првата сабота зборувавме за што значи да се биде жежок, млак или студен. А втората зборувавме за лекот што Господ го нуди за млаките. Во неговата порака до Лаодикејската црква, Откровение 3 глава. Кои се следните теми? Малку понадесно. Има некој одговор? Кои се следните теми? Малку понадесно. Од жешки, млаки и студени. Добро. Да, во табелава изгледа дека лажно пробудување е по-лево од пробудување и реформа рандошт. Така и ние ќе постапиме по тој редослед. Но да го прочитаме уште еднаш лекот, би сакал, значи тоа што го проучувавме пред 2 саботи последен пат. Откровение, ќе завртиме Откровение 3 глава, значи лекот за млакоста. Откровение 3 глава, 18 стих. Само лекот. Господ вели, те советувам да си купиш од мене злато низ оган пречистено, за да се збогатиш. И бела облека, за да се облечеш, и да не се гледа срамот на голотијата твоја. И со очна маст намачкај ги очите твои за да гледаш. Понатаму до крајот на главата и пораката до Лаодикеја. Оние што јас ги сакам, нив ги карам и воспитувам, и така биди искрен и покај се. Ете стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. На оној што победува, ќе му дозволам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. Христовиот совет, упатен до Лаодикеја, можеме да го сметаме како вовет во темата пробудување и реформа. Не може да настане никакво пробудување и реформа за Лаодикејската црква, ако таа не го прифати советот на верниот сведок. Заедно со тоа, оди и темата за ран и позен дожд. Меѓутоа, тука ќе ја споменам забелешката што ја имам во врска со нивната позиција во табелата. Раниот дожд, тоа е искуството на секој верник кој што доживеал препород со силата на Светиот Дух, било да се работи пред 2000 години, или вчера, или пред 20, 50 години и така натаму. Едноставно,
ако мораме да одредиме некое време за раниот дожд, тогаш би рекле пред 2000 години, на 50-ница, кога Светиот Дух се излеал врз апостолите и првите ученици. И започнала христијанската апостолската црква. Има малку проблем со позицијата на позниот дожд на оваа табела. Дури каде се наоѓа позниот дожд, заедно со гласниот вик, како едно со друго поврзани. Се наоѓа после решетање, после запечатување и можеби на почетокот на малото време на неволја или краткото време на неволја, како што тука стои запишано. Значи, според табелата, прво треба да биде изрешетана Лаодикеја, значи, целата христијанска црква денес, да бидат запечатени со Божиот печат оние кои што припаѓаат на остатокот и дури потоа да го примат позниот дожд. Има логика? Не, значи ова е втората грешка во табелата. Како и за раниот, за позниот дожд не можеме многу да кажуваме во кое време ќе биде излег. Знаете ли кој е, еве ќе го повторам уште еднаш. Ако сепак за раниот дожд одредиме некое време, значи пред 2000 години, 50-ница, апостолската црква, за позниот дожд кое време треба да го одредиме? Кога тука би бил Господ и би му поставиле прашање, мислам Господ Исус, Господе, која ќе падне позниот дожд? Верувам дека точниот одговор бил пред повеќе од 120 години. Со други зборови, прашањето ќе биде зошто го одбивате позниот дожд? Зошто го одбивате мојот совет до Лаодикеја? Зошто досега не го примивте позниот дожд? Како воопшто може да настане решетање? Како воопшто може да настане запечатување? Без излевањето на позниот дожд. Без гласниот вик, односно последната порака, пораката на третиот ангел, во сета сила, проповедена во светот. Затоа таа тема ќе оставиме малку подоцна и нешто повеќе за пробудување и реформа ќе кажеме кога ќе зборуваме за решетање, иако, уште еднаш да повторам, без прифаќање на Христовиот совет или лекот понуден за Лаодикеја, не може да настане вистинско пробудување и реформа. Едноставно, не може да настане. Значи, колку год и да закажуваме молитви, синџери на молитви, цели цркви, цели конференции да се молат за излевање на позниот дожд, без прифаќање на Христовиот совет, Христовиот лек, тоа нема да се случи. Тоа иска кој евреите да се молат, Господе, испрати ни го Месијата, испрати ни го Спасителот конечно. Измислите сите евреи да се договорат во светот, во сите синагоги да се молат Господ да го испрати Спасителот, Месијата. Што ќе се случи? Ништо. Се додека евреите не признаат дека Спасителот веќе дошол пред 2000 години, оваа нивна молитва нема да се вослиши. Така и ние. Затоа малку сега ќе прозборуваме вечерва за лажното пробудување. Бидејќи тоа е нешто што постои со години, постои со децении. Денес, дори ако забележавте, дори не можеше да се воздржи човекот, помалку ја попречуваше службата. Значи, пријателот што дојде за кратко што влезе утрово за време на библиската поука и седна до мене, значи, Владо Груевски, и веднаш излезе
Односно, не веднаш, но после е така, 7-8 минути. Целиот возбуден, затоа што во Континентал присуствувал на лажни чуда од Константин Кајшаров. Возбуден, малку подисплашен, едноставно не можеше да престане да зборува, па мораше и да излезе малку. Веројатно прв пат присуствувал на вакво нешто. Освен вестинскиот лек, златото, вестинската парична вредност, постојат лажни пари во светот, нели? Глупоста на атеизмот се состои во тоа што тие велат, како да велат, сите пари са лажни, како да нема вистински пари. Сите банкроти са лажни. Така тие мислат дека секоја вера е лажна, религија, така натаму, не треба се верува во ниедна. Меѓутоа тоа е апсурд. Не може нешто да биде лажно, не може нешто да наречеш лага, ако не постои што? Ако не постои вистината. Ако не постои оригиналот. За да нешто биде лага, мора да постои вистината, која што е мерило или стандард што открива што е лага, а што не е. Кога Библијата зборува за измами, лажни чуда, лажни Христоси, лажни Месии, сето тоа покажува дека постојат вистински чуда, вистински Месија. Ке речеме вистинско пробудување, вистинска сила на Светиот Дух, како што постојат и лажните. Јас би сакал да отвориме во Светото писмо, во првото послание на апостол Јован, првото соборно послание на апостол Јован, се сеќавате, 4 глава, 1 стих. Прво Јованово послание, 4 глава, 1 стих. Што не советува апостол Јован? Овде во ревидираниот превод постои поднаслов за првиот дел од главата, духот на вестината и духот на заблудата. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, вели апостол Јован, туку што правете? Не вели не можете да му верувате на ниту еден дух, исто така, не вели ни тоа. Тоа беше, освен на атеистите, тоа беше заблудата на првите адвентисти од Милеровото движење. Тие завзеле позиција да не веруваат на ниту еден дух. Било кој да стане, да каже дека има порака од Господа, видение, визија и така натаму, тие решиле да го отфрлат однапред. Секој еден што ќе објавел нешто такво. Како резултат на тоа доживеале тешко разочарување, растурање на нивното движење и едноставно пораз. Зошто? Затоа што го отфрлиле духот на пророштвото. Со се ѓубрето го отфрлиле златото. Со се лагите и измамите и фанатизмот ја отфрлиле и вистината. Само духот на пророштвото можел да ги спаси од нивната заблуда. Да ги коригира нивните грешки и да ги сочува од разочарување и пораз. Духот на пророштвото почнал да се јавува и да действува во адвентното движење и пред Елена Вајт и пред 1844 година, меѓутоа тогаш адвентистите прв пат го отврлиле. Туку проверувајте ги духовите, вели апостол Јован. Испитувајте ги духовите. Дали се од Бога?
Зошто? Бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот. Интересно е, испитувајте ги духовите, проверувајте ги духовите. Знаете ли да проверувате банкноти? Има тука некој од нас кој што може да препознае лажна банкнота од вистинска и така натаму. А да речеме некоја што е нај вешто направена лажна банкнота, можете да ја препознаете? Што би требало да бидеме за да можеме да ја препознаеме? Треба да бидеме стручњаци за сите детали на вистинската банкнота. По аналогија, за да ги препознаеме лажните духови, лажните пророци, што треба да знаеме? Вистината. Не само да ја знаеме вистината, туку многу добро да ја познаваме. Да, се разбира, ако не ја живееме, не можеме, значи не ни ја познаваме. Се лажеме самите себе си. Видите што вели некои примери, ќе прочитам. Вториот стих. По ова распознавајте го Божиот дух, секој дух што признава дека Исус Христос дошол во тело, поточно во плот, во грешното, во смртното тело, од Бога е. А секој дух што не признава дека во тело дошол Исус Христос, не е од Бога. Тој е духот на антихристот, за кого сте слушале дека доаѓа, па и сега е веќе во светот. Че во негово време зборува за духот на антихристот, дека е сега веќе во светот. Не за самиот антихрист. Можеме да прочитаме и некои други текстови. Видите што вели 5 глава, 1 стих. Немаме време сега да дискутираме за овие конкретни примери. Може би друг пат. Но сега само ги нафрлам, да ги прочитаме како текстови. Па размислувајте за нив. Че прво Јованово послание, 5 глава, 1 стих. Секој кој верува дека Исус е Христос, значи дека Исус од Назарет, тој, дрводелецот од Назарет, е вистинскиот Месија, Христос, тој од Бога е роден. И секој кој го љуби оној кој родил, го љуби и оној родениот од него. По ова знаеме дека ги љубиме чедата Божии, кога го љубиме Бога и ги извршуваме неговите заповеди. Можеме да прочитаме и повеќе други текстови од првото Јованово послание. Пример, 5 глава, 10 стих. Кој верува во Синот Божи, тој го има тоа сведоштво во себе. Кој не му верува на Бог, го прави лажливец, зашто не поверувал во сведоштвото негово, со кое посведочил Бог за својот Син. Понатаму, 5 глава, 20 стих, забележите што пишува. Знаеме исто така дека Синот Божи дојде и ни даде светлина и разум. Ево тоа знаење, таа струка за препознавање на вистината од лагата. Синот Божи дојде и ни даде светлина и разум, за да го познаеме вистинскиот Бог. И ние пребиваме во вистинскиот Бог, неговиот Син Исус Христос. Тој е вистински Бог и живот вечен. Апостол Јован нафрлил неколку теми кои што во негово време биле актуелни,
околу кој веќе почнале да кружат и да се ширят многу лажни науки и ереси и така натаму, но кои што се актуелни и денес и во подоснежните времења воопшто. Например, првиот стандард што го прочитавме, секој оној кој што признава дека Исус Христос дошол во тело. Дали знаете дека поголемиот дел од христијани ова не го признаваат? Кажете како? Па нели сите веруваат во Исуса Христа? Почнувајќи од папството надолу, голем број христијани не веруваат дека Исус Христос дошол во човековата грешна природа, во паднатото, смртното тело. Тоа е оно што Јован го кажува. Исус Христос дошол во плот. Плот, сарка, флеш се однесува на смртното, грешното тело. Затоа католичката црква има догмата, и таа догма е од скоро време, од 19 век. Има востановено догма дека самата Дева Марија се родила со безгрешна природа, за да може и на Христа да му даде некое суперменско поинакво човечко тело од нашето. Тоа значи дека Римокатоличката црква догматски не верува дека Исус Христос дошол во плот, односно во смртното и грешното тело. Според тоа, стандардот на Јован кажува, тој е духот на антихристот. Секој што не признава дека Исус Христос дошол во плот, во смртното и грешното тело, не е од Бога. Тој е духот на антихристот, за кого сте слушале дека доаѓа, но и сега е веќе во светот. Ова е само еден конкретен пример. Што вели самиот Господ на оваа тема? Да се вратиме на Евангелие по Матеј, 24 глава. На почетокот на Христовиот пророчки говор, откако го предизвикал вниманието на своите ученици, велејќи дека нема да остане ниту камен на камен од убавината на Ерусалимскиот храм, учениците го запрашале: Господе, учителе, кажи ни кога ќе биде тоа? И кој е знакот за Твоето доаѓање и за крајот на светот? 3 стих. Кој е првиот одговор што Христос им го кажува? Како одговор на ова прашање. Првото што им го кажува како одговор на ова прашање. А Исус им одговори и рече, 4 стих. Матеј 24 глава, 4 стих. Пазете се да не ве излаже некој. Ето, това е много интересно. Пазете се да не ве излаже некој. Зошто вакво предупредување? Дали сакате да бидете излажени во верата? Знаете кога е најлесно да бидете излажени во верата? Кога ќе поверувате на било што го кажува некој проповедник, книга од некој автор, теолог, или омилена верска заедница, или вашата верска заедница, ај така да речеме, без да го проверите тоа, каде? Во Светото писмо. Значи, кога ќе прифатиме нешто здраво за готово, од било кој авторитет, затоа што тој авторитет се покажал веродостоен во многу други работи, без да проверуваме, без да размислуваме, без да проучуваме, и како што велат американците, ако купуваме така, разни теории, ставови, заклучоци, без да ги проверуваме, здраво за готово прифаќам, без да проверам нешто.
Затоа што така рекол тој и тој. Пример, денес затоа што така вели Даг Бачелор или не знам кој. Тогаш е најлесно да бидеме прелажени. Ако ова денес што го слушате од мене, не го проверувате во Светото писмо, може да бидете прелажени. Затоа Библијата ги нарекува мудри евреите во Вереја, кои што секој ден проверува во писмото, дали тоа што апостол Павле им го проповедал во синагогата е така или не е така. И вели, тие беа помудри од оние во Солун. Што било проблемот со солунските евреи, во солунската синагога? Што тие воопшто не сакаат да проверуваат дали Павле зборува вистина или не. Туку веднаш, она што Павле го зборувал, веднаш го прогласиле за невистина. И се дигнале да го прогонуваат и него, и неговите следбеници во Солун, што веќе ги стекнал, и неговите соработници. Затоа истиот апостол ке им напише потоа на солунјаните: духот не го гаснете. Пророштвата не ги презирајте. Се испитувајте. Повторно тоа, испитувајте. И за доброто држете се. Ние ги презираме пророштвата кога однапред завземаме став против некого или некоја порака, или објава, или вест. Однапред завземаме став против. Ги презираме пророштвата. Исто така, не мудри сме ако однапред го прифатиме тоа. Еј, така рекол ово или ово, само затоа што некој не се свига. Значи, ако не се свига тој што ми ја носи пораката, склон сум веднаш да ја отфрлам. Но ако ми се свига и ако е омилен авторитет, особено ако е проповедник, мисионер, тогаш склон сум веднаш да ја прифатам, здраво за готово, без да проверувам, без да расудувам. И едното и другото е погрешно. Се испитувајте, тоа е вистинската патека. Се испитувајте. И тогаш, откако све ќе испитате за доброто, држете се, им порачал апостол Павле на солунјаните. Да се вратиме на Матеј 24 глава. Знаете ли на колку места Христос го повторува ова предупредување? Пазете се да не ве излаже некој. Да видиме на самиот почеток зошто тоа го кажал. 5 стих вели: зашто многумина ќе дојдат во моје име, говорејќи јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Добро. Понатаму зборува за некои знаци во врска со последното време и неговото доаѓање. И во 11 стих сега повторно кажува: и многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина. Го повторува. Ако продолжиме понатаму да читаме во главата и стигнеме до 24 стих, што ќе видиме? Зашто ќе се појават лажни месии и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, дури и избраните. Трет пат го дава истото предупредување во истиот пророчки говор. Ништо не повторува од сето оно што го кажува во овој говор, како што го повторува ова предупредување. Се друго што споменува: војни, земјотреси, намножување на беззаконија, предавства. Сето тоа го кажува поеднаш. Или знаците на небото. Сето тоа го кажува поеднаш.
Но предупредувањето за лажни пророци, лажни месии и измами го повторува до сега 3 пати. Кога нешто се повторува, што значи тоа? Се нагласува. Кога нешто се нагласува, значи дека е многу важно. Еве, например, 23 и 24 стих, би сакал одново да ги прочитам. Тогаш, ако ви каже некој, еве, овде е Христос, или ене, таму е, не верувајте. И од Христа да излезе ваква реченица, не верувајте. Зашто ќе се појават лажни месии и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, дури и избраните. И 25 стих вели, ете, однапред ви кажа. И потоа што вели? 26 стих. И така, ако ви речат, ете, тој е во пустината, не излегувајте. Или ете, во тајна соба е, не верувајте. Значи, ако еден ден се разбудите и видите на интернет, или на телевизија, или в некој вестник случајно, дека Христос се појавил таму и таму, пример во Њујорк. Голема маса луѓе се собрала околу него, се случиле големи чуда, излекување на луѓе, сакати проодуваат, слепи прогледуваат и така натаму. Како ќе биде вашата реакција на нешто такво? Христос вели, не верувајте. Зашто како што молњата излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Би сакал да прочитам и некои цитати од Духот на пророштвото во врска со оваа тема. И со тоа ќе привршиме за денес, а ќе продолжиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Еве ќе читам од скратената верзија Последните настани, која што е скратена верзија на книгата Настани од последното време, во македонскиот превод, 86-та страница, почетокот на главата што носи наслов Измамите на сатаната во последните денови. Се приближуваме кон крајот на историјата на оваа земја, вели, и сатаната се труди повеќе од било кога порано, сакајќи да завладее со христијанскиот свет. Со ревност која восхитува, тој работи со помош на своите лажни чуда. Писмото го представува како лав кој рика и оди наоколу барајќи некого да проголта. Тој би сакал со својот заговор, знаете кој збор се употребува овде. Денес постојат многу будали адвентисти, кои што ќе речат, тоа е теорија на заговор. Нема врска. Елена Вајд го употребува овој збор. Тој би сакал, сатаната би сакал со својот заговор да го опфати целиот свет. Ние не треба ништо здраво за готово да прифаќаме и ништо однапред да отфрламе без расудување од било какви предрасуди. Треба да испитаме, па после ќе видиме дали нешто е за отфрлање или е за прифаќање. Сокривајќи ја својата изопаченост под закрилата на христијанството, тој поприма обележје на христијанин, значи сатаната поприма обележје на христијанин и тврди дека е самиот Исус Христос. Замислете. Божјата реч изјавува дека сатаната, кога тоа ќе им одговора на неговите намери преку своите орудија под закрилата на христијанството, ќе покаже таква моќ за да ги заблуди, ако е можно, и избраните. Големата борба, еве што вели, 588 страница. Бидејќи демоните ќе зборуваат дека веруваат во Библијата и ќе покажуваат почитување кон институциите на црквата, внимавајте, значи демоните ќе покажат почит кон институциите на црквата. Знаете што значи ова? Ајде не зборувам понатаму. Размислите што значи. Ово пише големата борба, 588 страница. Нивото действување ќе биде прифатено како откровение на божествената сила. Значи, самите црковни водачи ќе го прифатат лажното чудо,
лажните месии, антихристот, како откровение на Божјата сила. Зошто? Затоа што демоните ќе покажат почит кон институциите на црквата. Најсилна поддршка на порокот се вели во Воспитување 150 страница. Порокот, значи неморалот во нашиот свет, не му дава развратниот живот на грешникот или пропаднатиот, отфрлениот. Тоа го прави животот кој инаку делува скромно, честно и благородно, но во кој се негува еден греф, му се попушта на еден порок. Гениалноста, талентот, учеството, па дури и великодушните и љубезни постапки на тој начин може да станат мамец на сатаната с кој ги наведува душите да паднат во бездната на пропаста. Еве како можеме да бидеме исто така прелажани. Ако мислиме дека само со нашиот ум можеме све да испитуваме, а свесно негуваме само еден греф или само еден пророк, ќе бидеме прелажани. И би сакал да прочитам само уште еден цитат за вечерва. Навистина има многу вакви цитати. Ке се случуваат чуда. Сатаната ќе се појави како Христос. Меѓутоа што вели тука на 99-та страница од книга. Сатаната ќе биде обожуван како Бог. Значи во последното време. Новиот светски поредок тоа го подготвува. Значи се тоа што го гледаме денес, борба против христијанството, убивање на христијани, се пропагањето на сите христијански вредности во Европа и било во поранешните христијански нации. Оваа навала со муслимански бегалци, тоа е само казна за отпадот што претходно Европа го доживеала, отфрлајќи ги христијанските вредности. Значи, не се проблемот муслиманите. Муслиманите се последицата на проблемот. На фала на Бога, голем број муслимани денес го прифаќаат Христа и стануваат христијани, зашто проституираните медиуми, повторно ќе речем, не ве известуваат. Но ако копате, ќе видите дека тоа се случува. Пред некој ден неделава, прочитав информација на интернет што вели илјадници муслимани кои што го читаат Коранот, добиваат виденија во кои што им се јавува Исус Христос. Значи, денес се случуваат и вистински чуда, меѓутоа се случуваат и лажни чуда, и сега погодете на чија страна се медиумите. На страната на лагата се разбира. Во тоа време, антихристот ќе се појави како вистински Христос. И Божиот закон ќе биде потполно отфрлен помеѓу народите на нашиот свет. Се мислите така. Божиот закон ќе биде потполно отфрлен. Значи, сето ова со содомија, со неморал, од највисоките инстанции, државни, политички и црковни, сето ова значи отфрлање на Божиот закон од страна на народите на нашиот свет. Бунтот против Божиот закон ќе го достигне својот врв. Меѓутоа, вистинскиот водач на севкупниот бунт ќе биде сатаната, преоблечен во ангел на светлината. Луѓето ќе бидат измамени, ќе го подигнат на Божиото место и ќе го обожуваат како Бог. Меѓутоа, seможниот ќе се вмеша и над тие отпаднати цркви ќе биде изречена пресудата. Која пресуда? Таа се наоѓа во Откровение 18 глава 8 стих. Затоа во еден ден ќе дојдат нејзините зла, помор, тага и глад и ќе биде изгорене со оган, зашто е силен Господ кој ја суди. Како што се приближува второто доаѓање на нашиот Господ Исус Христос, така и сатанските сили избиваат на површината. Сатаната нема да се појавува само како човечко суштество, туку како самиот Исус Христос,
Светот кој ја отфрлил вестината ќе го прифати како господар над господарите и како цар над царевите. Видите, светот ќе го прифати сатаната како Христос. Што им рече Исус на евреите, се сеќавате, Јован 5 глава? Јас дојдов во името на мојот Отец и вие не ме примивте. Кога некој друг ќе дојде во свое име, него вие ќе го прифатите. Евреите први ќе го прифатат антихристот. Огромен број христијани ќе го прифатат антихристот, како вистински Христос. Само мал број ќе знаат дека е тоа измама. И посакувам Господ да ве благослови да бидете во тој број, ако сте тогаш живи на оваа земја. Нека му е фала и слава. Амин.